Нефункционална канализација, уништени патишта, без контейнери за смет и, како што велат, неисполнети ветувања за подобрување на инфраструктурата се причините поради кои жителите на селото Ѓуземилци, општина Лозово, вчера излегоа на протест. Мештаните бараат решение за проблемите кои според нив траат со години и велат дека и покрај бројните укажувања, наместо конкретни чекори добиваат само нови ветувања. Канализација ја направија на пред 3 години и таа не е во функција. Дали изведувачите не си ја знае работа, не е во функција. Патот од село Ѓуземилци спрема Свети Николе до соседното село Кнежје, 1400 метри, еве 2 мандата ни обеќаат дека ќе го поврзат, се уште нема ништо од тоа. Една улица во селото нема направена. Една да направише, макар од 50 метри, ќе речеме, ете, направи една улица. Добро е. Значи, фактички не сме задоволни. Второ, чешмата е лом. Обеќа куз неколку пати, сите и пред тоа обеќа дека ќе направат. Чешмата е, може, историска, римска. Дедо ми не знае од кога е направена и кој водата е чиста, исправна, 100% исправна. Бактериолошки 100% исправна, кога минато овие овдека кажуваат, дури они сами си полнат од тука што испитуваат вода. Што тука да кажем? Канализацијата дали имате? Канализацијата катастрофа, не само што канализацијата, додека ја правеа канализацијата ги расипаа сите патишта. Шакти оставија, си ги скршипе картерите, сами поправавме, ај колку да можеме да миниме. И некој пат пред тоа дури сме се собирале, сме си ги правеле патиштата, патот го правиме, после некој ја правеа канализацијата, ние мислиме дека после канализација ќе се направи тоа. Нема да бидат шакти 30 сантима висеа шактите горе. Мештаните дополнително се револтирани од отсуството на интерес од страна на надлежните, посочувајќи дека проблемите во селото остануваат нерешени и покрај нивните постојани укажувања. Значи, тука имам куќа, морам тука да живеам. Али патот е скроз уништен. Еве сега спаднавме доле канализацијата, тоа не е канализација, туку трло за овци. Проблеми има многу. До сега, последните 10 години, не е решен ни еден проблем. Тај пат е 7 километра до Свети Николе, ние сме толку далеку, 1200-300 метра го оставија намерно партиите за да не биде направен и од избори на избори доваѓат и ни кажуваат само лаги. Канализација бевме, јас сум еден од тројцата што бевме доле у комуналното предпријатие у Лозово. Прашавме за канализацијата, они ни дадоа одговор дека имале проблем со изведувачот, дека тој бил даден на суд и дека додека не донесе судот решение, канализацијата да ја заборавиме. Канализацијата оставија го така, испокршиме си колите по тоа рипајци. Не може да поминеме на вода да си напунеме. И тоа е, значи, да се направи, градоначалникот апелираме што треба, што е обетил, се да си направи, за да си заврши работата негова. Ние дошло кај луѓето се види, ние дошло умилно нашето село таму, значи не доаѓа уопште, не функционира, он функционира под климата, само и под на фотелјот. Градоначалникот Бошко Цветковски во телефонски разговор за Имнет телевизија изјави дека во целост ги демантира невистините и дезинформациите изнесени од страна на граѓаните. Вели тој дека дел од проблемите се непостоечки, а дел се решаваат. Општина Лозово целост ги демантира невистините и дезинформациите кои што се изнесени на тој протест. Во однос на локалниот пат, целосно се неточни тврдењата дека не се работи. Градежните активности се одвиваа во 2 фази. Во однос на канализационата мрежа и пречистителната станица, неточно е тврдењето дека тие не постојат. Канализационата мрежа и пречистителната станица се изградени. Следува една законска постапка за склучување на договори со физички лица за приклучување на канализационата мрежа. Дел од лицата кои присуствуваа на протестот со години одбиваат да склучат договори за собирање на комунален отпад, а истовремено истите бараат подобри комунални услуги. Постојано сум достапен и на телефон, постојано сум достапен и физички. Секое населено место е посетено од мене. Секогаш кога
кога имало било каков проблем, било какви идеи да се собираат за реализација на проекти, ги имаме непосредно од граѓаните. Цветковски уверува дека инфраструктурните проекти во селото Ѓуземилци се одвиваат според предвидената динамика и дека општината останува отворена за комуникација со граѓаните.